Бидејќи по сите тие судски процеси слушавме незадоволство, дали требало, имаме многу предмети за роднините на починачите дека правдата не ја доживееле. Не се само тие луѓе, значи многу предмети имаме за чешлање. На пример кои? Многу добро знае. И ВМРО ДПМН и така натаму многу предмети има за чешлање. Тоа веројатно треба да го знаат. Рековте сега да не се рековте дека зашто потребни се нови докази, бидејќи таму има правосилни пресуди. Точно. Потребни се нови докази, без нови докази не може да се обнови ниту еден предмет. Значи мора да постои нов доказ. Секако тоа треба да се не е доволна само политичка волја и политичко барање. Потребно е нов доказ кој што ќе фрли нова светлина на Сметате дека анкетни комисии ништо не би решиле? Што би рекол Черчил? Ако зборуваме за ужасот во Кочани, истрагата се одвива, би рекол најдобро што може. Како што вие самите рековте, работат голем број на обвинители. Ја предводеше републичкиот јавен обвинител. Министерството за внатрешни работи, како што кажа Стевче, е сервис на обвинителството и постапува по секое барање, но истовремено прибира и нови индиции. Осумничува луѓе кои што потоа ги предава на обвинителството, па тие одлучуваат што понатаму. Значи целиот систем за правда во државата е впрегнат во разоткривање на оваа трагедија што се случува. Јас сметам дека нема потреба од мешање на никакви странци, формирање на никакви комисии и тела, кои што само видовме како заврши со Пржевскиот договор СЈО, мислам ето кога се помешаа странци. Ако веќе за тоа зборуваме, Јакимовски рековте дека премиерот зборувал, јас реков тоа е негов политички став. Пред известно време рековте, они знаат има други предмети. Јас ќе ве прашам лично. Сепак судството го слушавме и деновиве постојано и председателот на судскиот совет кој што били се знае јасен е законот, ако си најдат мнозинство во уставот нека го сменат. Тие, иако доживеа интерпелации избраните од собранието членови на судскиот совет, не си поднесоа уставки, со право веројатно таков е законот. Ако постојано судството слушаме 3 децени дека се бори за својата независност, може ли да и ако постојано се обидуваме судството да го ставиме под своја контрола? Па еве тоа ве прашувам. Значи не можеме да го направиме независно покрај тоа што сакаме некакви реформи да направиме. До кого е? Не е ли до малку до ЕСНАФот? Знаете што? Прво, судството треба самото да создаде свој одбранбен механизам за независност. Затоа ве прашувам, тоа и велам. Значи прво самото треба да создаде свој одбранбен механизам за независност. Тоа е првата работа. Втората работа, непримерени, сега многу објективно ќе зборувам, непримерено е однесувањето на премиерот во изминативе неколку месеци од зборовите ќе ги вадиме, ќе ги копаме од подземја, ќе ги извлекуваме за уши, коментирање на повеќе кривично правни настани и така натаму, сето тоа создава еден впечаток дека имаме и такво инволвирање на политиката во делот на истрагите, во делот на работењето пред се на обвинителството. Ако го зборуваме за конкретниот случај во Кочани, тој има кривично правни последици, мора да има, но мора да има и последици од морален аспект. Но вие рековте секогаш се мешала политиката. Поранишниот премиер Заев сега не е тајна, беше председател на телото за реформи во судството, мислам, и тоа сме го доживеали. Сакам да кажам, политичарите веројатно Јас искрено тоа беше така и тоа е лош период, би рекол црн период за македонското правосудство, но тој период не го заменивме со поубав период. И сега гледаме слична ситуација. Наместо ја буди Јовески, ако не ја буди нека каже. Наместо не е Љупчо Коцевски. Наместо владата целосно да има доверба во обвинителството и ова да го препушти да си го работи во обвинителството, гледаме по цело ова време, во изминатиот период имавме закани на премиерот према јавниот обвинител. Дури имаше и закани. И ја не можам да разберам како тоа го премолча обвинителството. Заканите директно од премиерот. Тежок збор е зборот закани, имаше политички укажувања. Премиерот има право на политички став. Одредени изрази ги кажа после трагедијата во Кочани, кога и тој беше силно емотивно. Види Стојанче, премиерот си ги реши сите своји проблеми за кои што е платен да ги решава, па испадна најкомпетентен за решавање на проблемите во обвинителството и во судството. Но тој бара само со одветни кадри од внатре, кои што би биле некомпромитирани
и кои што безкомпромисно би се зафатиле со битката за правда. Тоа е неговото барање. Има право на таков политички став. 30 години овие две партии ги компрометираат кадрите во судството, за жал. 30 години. Ама рековте, господин Јакимовски, дека може ЕСНАФ да се одбрани. Јас тоа зборувам. Значи, ЕСНАФ мора да создаде одбранбен механизам од политиката. Значи не создал до сега. За сега не Значи не им се криви политичарите. Значи до сега не создал веројатно има одбранбен механизам. Таква моќ да пробаат, меѓутоа Стефчи, и најкорисно за целата нација, за сите нас е да имаме ние независни ова највиталната институција во државата, дури за мене побитна и од полицијата, и од војската. Господин Јакимовски, дали вие би се согласили, Леви Демократски сојуз и една друга партија, мислам дека и левици имаат да има уставни измени за да се внесе одредба за одговорност на суди за донесена пресуда? Мислите дека тоа еве на некој начин ќе влие? Па јас би бил, видите, не сме во државата никој за тоа што потпишува да не одговара. Ако ја одговарам, зошто судијата да не одговара? Ако одговара премиера, ако одговара председател, градоначелник, значи секој треба да одговара, но треба да видиме какви се светските практики. Па и во бивша Југославија мислам дека значи треба да видиме какви се светските практики. Оти ние па сето тоа ако па одговара за пресуда, гледате ние как ќе дојде политиката, ќе ја искриви изврти стигнало и до вас дека еден мал број луѓе, граѓани обични имаат проблем со донесени пресуди, па си ја бараат правдата на крајот и надвор од држава. Некој па и престанале да бараат. Судскиот совет. Он треба да ја контролира. Став е дека во нашата држава и денес имаме голем број на честни суди и честни јавни обвинители. Не е дека нема. Апсолутно не. За жал перцепцијата е така. таква дека целото судство е корумпирано, но јас би рекол дека повеќето суди и јавни обвинители се честни луѓе кои што се грижат честно да го спроведуваат законот. Но повторувам, перцепцијата е таква, а перцепцијата не случајно е таква. Не, бројките кажуваат за тоа и бројот на нерешени случаи. Претпоставувам, тоа не, како што велите и вие, во една прилика госпоѓата Дамева кажа дека 1% од судиите луѓето во правосудството се корумпирани, но тоа е канцерот. Јас можам вака од ова место, председатели на судски совет кај што велат дека има бизнис влијанија, не само политички, и бизнис влијанија, и секакви други влијанија. Јас можам од ова место да кажам, според мојата перцепција, најмал степен на политичко влијание правосудните органи, значи обвинителството и судот има за време на премиерскиот мандат на Ковачевски. Тоа беше време кога судот имаше најмал притисок, најмал влијание. Тоа што ги донесе измените на кривичниот законник, па се еден куп именувани избрани функционери се амнестираа на некој начин за тоа или заради нешто друго? Ама се пак ние се навраќаме на ништо. А како е тој закон во кој што после 30 години рок на застарување? Ќе се и вие и јас на оваа емисија, знаете колку пати сме биле заедно? Да ве прашам за некоја емисија во 2022 година, дали ќе се сетите што сме зборувале? Како може некој да се сети за некоја работа или за предмет кој што го работел после 30 години? Значи во тој кривичен закон имаш и работи кои што се небулози и ние и натаму треба да работиме на измени на кривичниот закон. Одговорноста мора да ја сноси тој кој што е крив за тоа што е сторено. А не да создадеме услови со кривичниот закон да одговара тој што треба да биде крив, а не тој што е вистински крив. И ние во моментот имаме таква ситуација. Затоа што војнатото го злоупотребува, бидејќи особено функционерите секојдневно се среќаваат со стотици документи, зависи од министерството, од дирекцијата, агенцијата кои што ги подпишуваат, при тој немаат време многу да ги проучат или разгледат, кој знае што се имаме подпишано додека сме на одредени позиции. И кога вие мене би ме прашале за нешто пред 4 години, јас реално тешко дека можам да се сетам за тоа. Пред 4 не можам да се сетам. Но здраво разумската логика е дека секогаш сте подпишувале согласно закон сега, ако било така, нема проблем. Стефче за некое кривично дело, тешко кривично дело кое што се гони по закон, сигурно дека знаеле повеќе луѓе и ќе се најдат докази. Знаете што е проблем, господин Ангелов? Што ние во ниеден момент, ниту во предметите од СЕО, ниту во било кој други, не најдовме флагрантно 100% некој фатен во криминал или корупција. Многу ретки случаи.
Све имаме случаи на докажување. Е така, не е така, обвинителство вади едни докази, обвинетиот сосема друго тврди и така натаму. Тука немаме ние чисти предмети. Зашто вие викате? По чија вина? Второ, не полек. Па сега Второ, веќе зборува. системот е така направен да не можеш ти да направиш што сакаш. За да ти направиш некое кривично дело, треба 5 души да ти потпишат во институцијата во која што работат. Така. Има некој што го работи предметот, па тој што го проверува, па тој што го одобрува, па тој што седи, така тоа не е. Нема проблем, 5 души ќе се здружат, ќе направат криминал и ќе Ја се не одат. потпишувам Значи, ништо ако апсолутно нема подпис од некој подреден. Па не е така некој апсолутно. раководител. Па таму работат комисии, таму работат студи. Кој е тој спремен што ќе ја стави главата во торба за вас или? Значи апсолутно многу е лесно да кажеме види, ама некој е направен корупција. Не е така. Значи системот е направен така да повеќе луѓе, а некаде и повеќе институции учествуваат за да ти не можеш да ја направиш грешката и ако биде ќе направена се грешка согласам. се коригира. Тука ќе се согласам, но сето тоа беше изиграно во дискотеката во Кочани и таму низ институции беа одговорни за дозволата. Дискотеката работеше кршејќи при тоа и закони, подзаконски Нема ни за акти. институции, Министерство за економија е одговорно. Точка. Ќе ви се налутат од дуи. Точка. Министерство за економија е одговорно. Нема ни за Но ако институции. немало лиценца, ако е фалс лиценца, И па пазарна инспекција е негов орган на Министерството за економија. тоа е Така или не е така? тогаш во ред. Што правеле пазарните инспектори од Кочани? Министерството за внатрешни работи од Кочани треба да прибери вакви информации. Добро, имаше нели приведени полицајци од тој дел од Кочани, од Штип. А во ред да Како може ај сега да прашам, како може акцијата на штипската полиција или на кочанската да биде пробиена и тие дечиња да бидат затворени, малолетни дечиња да бидат затворени во тоалетот, каде што се буквално загушени. Биле затворени затоа што се малолетни, рацијата да не ги фати дека се, значи некој е пробил акцијата дека иде. веројатно и тоа се истражува. Да одиме, би сакала околу Европската унија. Го слушнавме Таравари дека во право е премиерот кога вели дека треба да се добијат одредени гаранции. Очекувате ли да се придвижи овој процес? Сега за сега нема никакви најави. Да му дадеме предност на Стевче да можем да парирам. Или сега локалните избори се... Не, друго мислење јас имам. Ние гледаме дека владата прави сериозно придвижување, дури и додворување кон стратешки партнер со Соединетите американски држави. И тоа е добро или лошо? По мене ситуацијата е дојдена буквално да се изјасниш дали си за Тито или за Сталин. За исток или запад? Да не останеме ни таму ни ваму. Ова го зборам пежоративно, нормално. Многу е комплицирана ситуацијата. Моето мислење е дека тука треба да бидеме многу предпазливи. Оти они пак и се смират. Но јас имам неколку прашања во моментов. Дали во моментот Соединетите американски држави и Европа делат исти вредности? Би рекол не. Така? Родител 1, родител 2, Трамп ги укина? И тоа е добро. Да. Не знам дали е добро. Значи, во Европа инсистираат на родител 1, родител 2. На права на ЛГБТ заедници, така натаму, да можат маж со жена да се тепаат во борилиште, да може маж да влезе во тоалет кај сака и така натаму. И тоа, не само тоа, многу вакви права кои што ги сметаме за вредности што ги промовира Европската унија, а претходно и Соединетите американски држави, сега веќе Европа и Америка не делат исти вредностни системи. Се согласувам во овој дел, да. Значи, Европа иде кон тотален либерализам, а Америка иде кон конзервативизам. не би рекол, има промени во сега Европа. што ни се случува? Извини, сега што ми се даде случува во предност јас да Германија? зборам. Ми даде предност јас да зборам. Значи, Соединетите американски држави преку администрацијата на Трамп се враќа кон Господ, кон семејство, кон брак, кон фамилија. Ма тоа се наши традиционални вредности, беа. Ама Европа не вика така. А што ми гале мене што вика Европа? Ама не може Па ние што ние треба да си гајле. гледаме- Па сега зборуваме дали ќе одиме кон Европа Па или што добро. ќе правиме. Значи, Тоа ние ме мислам дека сериозно курсот прашаме, е сериозни работи. јасен. Ова не е само нас не е симпатична Америка или не ни е симпатична Европа. Значи, ние треба да се определуваме за конкретни вредности, за кои вредности сме ние. Чекайте, господин Акимовски, по таа логика, како во Европска унија стават некој закон што ептен нема да ни одговара, значи ние ние сме ги сите усвоили тие А закони. Кои закони, например? Европа сака да продолжи војната, Америка сака да запре војната во Украина. Зашто се определуваме ние? Значи, многу крупни прашања се во. И што Зашто да се- одбереме тогаш според вас? Премиерот беше неколку пати во посета на Соединетите американски држави, таму реализираше повеќе значајни средби. Јас би рекол
од она што го имам како перцепција дека бенефитот од тие средби ќе го почувствуваме во следниот период. Па од друга страна, Стефче, да не беа Соединетите Американски држави, прашање дали ќе имавме држава, евроскептицизмот е нормален после се ово што ни се случува, овие двојни стандарди од Европската унија се навистина нешто што не можеме да го проголтаме или проџвакаме. Ама дали ние ќе влеземе во Европа или не, Европа ќе ни одлучува, не Америка. Во однос на војната, предпоставам треба да следиме бидејќи сме членка на НАТО. Ние треба да се изјасниме по овие вредносни критериуми. Да бидеме објективни, да погледнеме на суровата реалност во очи. Ние во Европа не влегуваме набрко. Поради наша вина или поради вина? Вие ова го зборите како представник на владата. Не, јас го зборам како јас сум председател на достоинство, имаме право на различни ставови. Значи, видите, реалната состојба и влезот на бугарите во уставот нема да биде решение. Тоа го знаеме сите. Потоа ќе следат нови уцени од страна на бугарската влада, така што нашиот пат кон Европската унија е полн со препреки, преку кои што ќе треба да прескокнуваме и на крај ќе дојдеме до ситуација која навистина нема да можеме понатаму. Јас сум голем поборник за Европската унија, но не по секоја цена. Како очекувате да се случи разврската на Украина, војната во Украина? Европа се милитаризира, од она што можеме вака да го видиме на јавна сцена е дека Соединетите Американски држави во моментов повеќе се фокусирани на истокот, Азија, Гренланд. Испаѓа дека Европската унија и НАТО треба да го бараат чарето за Украина, иако слушнавме денувиве и Трамп имаше некои изјави дека е бесен на Путин, дали се договориле, не се договориле. Сега слушнавме од руската страна дека коренот на проблемот треба да се реши, тие имаат некои своји барања, не може тоа како што бараат американците и така натаму. Како очекувате дека ќе заврши ова, ќе кажам, сага на овој Европа се милитаризира. Европа се барањето на фон дер Лајен за 800. Ама Европа се милитаризира вербално. А суштински не се милитаризира. Сами да се како Европа ќе се милитаризира кога прво нема доволно средства за милитаризација. Второ, нема доволно фабрики за таа работа. Нема доволно стручен кадар и нема доволно војска за да се милитаризира. Трето, Европската унија историски и функционално не е концепирана како милитаристичка организација, како воена организација, туку како економска организација, пред се економска. Значи, како европска заедница за челики, јаглен и така натаму, и значи не се во суштината на битието и економска соработка така, но не и воен сојуз. Значи, Европскиот не е воен сојуз. Значи, он има сериозни проблеми со командниот состав, со командната војска. Јасно, но пораката од Трамп е дека тие ќе треба сами да си го решат тој дел, бидејќи Трамп ова не им го порача само сега, он го порача и во минатиот мандат, истото им го кажа. Не мислите, не мој да очекувате. Скавате кој им рече ќе му рече на Путин да ве нападне. Добро, гледаме сега дека е фокусирани на Гренланд и така натаму. Тоа го кажа, тоа го кажа минатиот пат. Он им ја кажа суровата вистина и тогаш им ја кажува и сега. Како очекувате да заврши? Може ли до крајот на годинава нешто да се случи тој мир во Украина? Јас мислам дека тешко ќе се дојде до мир. Затоа што гледаме и дека и натаму има ескалации. Ако не дојде до решавање на клучните проблеми, зошто е дојдено до оваа војна, тешко дека ќе дојде. Војната не е водена за оваа војна не е за територии. Деновиве денеска го слушаме, Вучич мислам беше изјавата дека они ќе прават воен сојуз со Унгарија. Минатата недела имаше информација Хрватска со Албанија и Косово, ако исправите ме ако грешам. Тука се прават некакви чудни сојузи, не ми е јасно. Епа, ај се да ја прашам, кај сме ние тука? Ако прави сојуз Хрватска, Албанија, Косово, а треба да им се приклучи и Бугарија, а од друга страна прави Србија и Маđarска. Македонија каде е тука? Една членка на НАТО е таа и Хрватска исто. Тоа е многу крупно прашање. Каде ние ќе одиме овде? Гледате дека сме во средина. Добро, Ангелов? Јас сум член на Комитетот за отпорност на НАТО и не може многу да дискутирам на овие теми. Имам малку повеќе информации обврзан со сочување на тајност. Добро, тогаш да завршам со многу кратко за локалните избори. Господин Јакимовски, што очекувате, ќе се кандидирате овој пат? Рано е уште за таа работа да мислиме. Ќе правиме анкети, па ќе видиме. Што ќе каже народот, така ќе биде. Добро. А господин Јакимов, господин Ангелов, вие што очекувате? Мала политичка партија, остануваме во коалиција со ВМРО ДПМН, некоја што ќе однесе убедлива победа на локалните избори, нешто што е сосем очекувано. Како што и СДСМ минатиот пат после формирањето на владата однесе
убедлива победа на локалните избори СДСМ и коалицијата, мислам дека ВМРО-ДПМН ќе однесе историски неубедлива победа на локалните избори кои што предстојат. Добро, Само вие вака продолжете да практицирате власта и надавајте се дека убедливо ќе победите. Анкетите зборуваат. Ајде ќе ги видиме. Таа насока. Добро, сега господин Јакимовски, опозиција си како ќе се надева власта да прави грешки за опозицијата се врати или јас можеби грешам, господин Јакимовски, сметате ли дека можно е да се случи? Многу малку скандали има. Власта сепак многу лажење. Добро. Многу лажење. Тоа е ваша перцепција, можна ли е коалиција во Кучани заеднички кандидат, тоа што го понуди Филипче? ВМРО-ДПМН, сметате дека е добра идеја? Не знам. А против кого би била таа коалиција? Не знам, треба да видиме господин Филипче нема дека потреба ќе. такво. Ама тамо пак ќе кажам, најма проблем во Кочани е градоначалникот. Ако нема некои други дејанија кои што биле недозволени со закон. Тој ја наследил таа дискотека, Стефче, тој ја наследил. Па затоа кажам, најма проблем е таму се државните институции проблем. Добро, не истече времето за оваа емисија. За ова што проверуваме по зградите и така натаму не сум проблем. Јас и општината, проблем е Дирекција за заштита и спасување. Таа треба тоа да се го проверува. Да видиме дали има толков капацитет. Колку згради се направија во Скопје, не знам колку дирекции ќе ни требаат. Господин Јакимовски, ви благодарам, господин Ангелов и на вам. Почитувани, ви благодарам што не следевте, останете со Канал 5.